Без никакви дилеми, по сите досегашни анализи и испитувања на јавната подршка, кандидатот на ВМРО ДПМН е едниот шеф на државата, изјави синоќа во емисијата Клик Плюс на ТВ21 Никола Мицевски, шеф на претеничката група на ВМРО ДПМН. Па ВМРО ДПМН направи една опстошна анализа, имаше голем број на кандидати за председател кои што беа мерени, беше мерено јавното мислење, се направија одредени разговори и консултации, тој круг пополека се затвара. Мицевски најави дека дотогаш ќе бидат соопштени критериумите за кандидирање, а на 2 март ќе има партиска председателска конвенција. 2 март е датумот кога би го затвориле целиот процес. Очекувам до тогаш, значи да бидат објавени условите врз основа на кои што треба да се направи огласот, а врз основа на мерењето на јавното мислење, раководството, односно извршниот комитет би застанал зад одреден кандидат за председател и тој кандидат за председател, можам да кажем, имајќи во предвид бројките и мерењето на јавното мислење и анкетите кои што имам прилика да ги гледам, дека кандидатот на ВМРО ДПМН ќе биде следниот председател на државата. Во однос на техничката влада и незиниот состав, Мицевски изјави дека кандидатите од ВМРО ДПМН ќе бидат познати најдосна до 26 јануари. Од она што го гледам, и ВМРО ДПМН ќе излезе најдосна до 26, се надевам, 26, затоа што од динамиката која што би се случувала во наредниот период, моје очекување, некако искуствено и од она што имам одредени информации, дека оставка премиерот Ковачевски ќе даде на 25